оваа година за нашата општинска организација беше повеќе од успешна. Се проширивме во повеќе дејности, значи започнавме да работиме на терен со маргинализирани групи од возрастната популација, значи започнавме да работиме со лица болни од Алцхајмерова болест. Моментално имаме обучени 14 лица, а на терен работиме со 10 лица. Сметам дека ова е повеќе од успешно затоа што во нашиот град, па и во општина Македонска Каменица немаме дом за стари лица, а тоа значи дека старите лица се оставени на самите себе или на потесната фамилија. Корисниците до моментот се задоволни. Исто така и нивната потесна фамилија, бидејќи имаат малку повеќе слободно време од тоа што до сега го имале. Црвен крст, рековме, има широк спектар на активности и во таа насока колку и досега и во еднина е потребна поддршка од како на државно ниво, на локално, за да имате поголема соработка, да се опфатат тие категории кои ги спомнавте. Па секако дека поддршката е најбитна од и локалната самоуправа, исто така и од Министерството за труд и социјална политика, бидејќи знаеме дека ние сме невладина организација и не можеме се сами, но со поддршка на Министерството за труд и социјала планираме оваа година да се прошириме и во полето на лични асистенти за лица со посебни потреби, исто така и за поддршка, да продолжиме со поддршката на лица болни од Алцхајмерова болест. Колку доволно е, како за крај, има граѓански организации во Делчево кои предизвикуваат некои од тие промени? Во вашиот случај кажавте на што сте насочени, а колку е важна нивната улога во секојдневието? Според мене и повеќе од важна, бидејќи како што напоменав и на почетокот, ние сме град со претежно стара популација, без дом за стари лица, и сметам дека е повеќе од важно невладените институции да работат на оваа тема, бидејќи ќе го олеснат и подобрат животот на старите изнемоштени лица, исто така и на нивните семејства. Тие секогаш се отворени за соработка. Кај нас има потреба, меѓутоа знам дека и општината секогаш им дава отворени порти за разговор, за комуникација и помош, секако во интерес на учениците, и сметам дека долги години соработката со невладините организации е постојана, за разлика од другите, каде што ние и преку Советот за социјална заштита од општина Делчево, ваквите невладини организации ги вклучуваме во сите активности кои што се во интерес на нашите ученици. Имаме граѓански организации како што се Пијанечки глас, тука се спортските активности на таквите планинарските друштва. Црвен крст ми е посебно значаен, бидејќи со Црвениот крст нашите ученици од година во година имаат се поголем број на волонтери кои за нас представува посебна чест, бидејќи хуманоста ја доградуваме со овие ученици. Тие се пример како слободно со по своја волја дарежливо ги негуваат вредностите на моралот кои се многу потребни во ова време за нас.